До крајот на септември годинава ќе заврши реконструкцијата на покривот на спортската сала, согласно договорот склучен со фирмата изведувач, информираа денеска надлежните од Центарот за развој на Североисточниот плански регион. Средствата за санацијата се обезбедени од Бирото за рамномерен регионален развој, а партнер проект е општина Куманово. Овој проект е подпишан договор за градба, инаку е од програмите за регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Биро за регионален развој за 2020. Средствата се обезбедени, по спроведена тендерска постапка е подпишан договор за реконструкција на кров на спортска сала во износ негде 23 милиона и 400 хиljadi денари со данок на додадена вредност, а собствено учество општина Куманово, која ни е партнер во овој проект, е околу 830 хиljadi денари со ДДВ. Инаку се работи за прилично голем потвод, негде развиена површина околу 4600 квадрата. Со реконструкцијата на покривот граден во 80-тите години од минатиот век ќе се обезбедат услови за понатамошни зафати и санација на објектот, смета Протиќ. Но освен кровната конструкција, спортската сала и внатрешно ќе се реновира. Неодамна градоначалникот Максим Димитриевски и директорот на Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа Рамис Реџепи подпишаа договор за внатрешно уредување на спортската сала согласно одлуката на владата за доделување на средства за финансирање на проекти за развој на урбаните подрачја и одржлив и урбан развој за 2021 и 2022 година. Општина Куманово пак успеа да подпише договор, мислам дека пред 2 недели, со Бирото за регионален развој за внатрешно уредување, каде што ќе биде интервенирано во салата, значи ќе се смени комплетно целиот паркет, ќе се набават овие двата главни коша, мислам дека и семафорот ќе се обезбеди нов семафор. Тука се предвидени и спортска опрема, не знам, од голови за ракомет, од топки и салата кај што сега тренираат боксерите, и таа ќе се опреми со фитнес справи, со справи за трчање, справи за вежби на разни типови мускули. Од Центарот за развој на Североисточниот плански регион посочуваа дека веќе аплицирале и со проект за уредување на трибините, но дали ќе биде одобрен ќе зависи од одредени интервенции во Законот за рамномерен регионален развој.